Да, во меѓувреме се консултирав дали моите гости да ги најавам како влогери или како јутјубери. Сватевме дека овој вториот назив јутјубери е вистинското име и двајцата ги препознавате бидејќи се активни во музичките води. Меѓутоа некако направија некоја интересна комбинација, не знам тоа дали се должи дека и двајцата се од Куманово, меѓутоа се многу успешни во релативно краткото време на видеа кои што ги снимаат и ги постираат на YouTube. Денеска заедно со мене ги имам Марио и Ивона. Повелеле дечки во студиото. Како сте? Добри сте? Здраво. Како е? Живи, здрави, ти благодарам. Како си ти? Добар сум, еве гледате гужви денеска малце, вас е ни шминка, ние ќе се изборуваме паралелно, ама Ја можеби мислам... ќе се изгубам таму, зашто и таму многу сакам шминка. Дај Бона се утепа од пънкање. Сега да гледам како. Чекај. Вас е внимателно, ќе ни ги откриваш... Да, Телевизиски курс. Може и тоа да го направиме, одлично. Јутјубери, добро кажав, нели? Но пред се пејачи. Првенствено музичари. Првенствено музичари, пејачи, па потоа и јутјубери, и блогери, блогери, све останато. Суштински ние не се класифицираме као јутјубери затоа што популарноста која некогаш некаде сме ја стекнале како музичари, пробавме да ја пренесеме на таа јутјуб сцена која и не беше баш толку развиена во моментот кога почнавме да снимаме, не дека сега е нешто многу развиено, но ете за разлика настана некаква емисија каде што ти лично почна да каниш јутјубери во емисија, да ги испрашуваш, да им ги представуваш на јавност и на малку тој поширок аудиториум, не само на оние тинејџери кои се всушност и најбројната публика на тие социјални мрежи. Да, тоа е интересно. Обично тинејџерите се оние кои што најмногу ги следат тие групи, меѓутоа имате доста гледаност реално за наши македонски скоро услови. 1 милион на каналот за само 7 месеци, што и не е баш така мала бројка, и 7.000 претплатници, што би се рекло на македонски, а малку грубо звучи. Ние не гуваме да ги кажуваме субскрајбери, но ни салутат. Ни салутат, сакат на македонски. Ама да не речат претплатници дека луѓе во плаќаат. Не, суштински така и тоа го размислуваат по стариве, например, сега да не речам стари луѓе кои не се баш толку запознаени со таа технологија, кои ќе ви речем претплатете се на нашиот канал. Не, еднаш да претплатив пари ми зема. Не, чекај. Subscribe во превод значи претплати на кој е скроз бесплатно, така да апелирам до сите гледачи да кликнат subscribe на каналот Ивона и Марио. Бесплатно било, викаат. Бесплатно викаат. Така се кружат муабети ни сршињата. Не знам дали ја гледате добро темата која што ја ставив, меѓутоа напишав дека станува збор за јутјубери без влакна на јазикот. Суштински, да. Затоа што ние сме едни од повозрасните јутјубери, општо на балканската сцена, кога ќе се земат предвид сите се... Тоа се всушност деца кои идат основно средно школо и ние сме онака као од нигде никаде пукнавме ја 22 години во на 21 година, што не е баш вообичаено нели за таа професија, но како што на самиот почеток реков, тоа и не е толку развиено во Македонија, па луѓето се скептични на деца од 14 и на деца или луѓе од 22 години. Така да со тој стереотип мора да се браниме всушност од тој стереотип и всушност да покажеме дека ние на нашиот YouTube канал, без разлика на тоа кој не гледа, не се однесуваме со гледачите како да се деца, туку и како покрај сите тие забавни содржини, некогаш најме да поентираме со нешто што оди заедно со годините кои ние ги имаме. Така да голем број на пораки родители дека не гледаат со своите деца, баби, дедовци, значи ги пуштаат децата на своите родители клиповите така да не гледаат. Јутјубери од 9 до 99. Буквално, така дека и тоа на крај така ќе заврши, дека сите луѓе ќе се информираат за жал или среќа на тој YouTube. Само што YouTube е платформа каде што на пример не се дозволени одредени содржини, не можеш да ги емитуваш, како на пример политика и така натаму, додека тоа на националните телевизии. Не, супер е тоа што не може политика. Супер е тоа. Политика од аспект на мора да се емитува политика од аспект, пошто ние сме политика, се е ова политика. Не мора тоа да бидат стриктно политичари, но самата политика и општествените проблеми секогаш треба да се нагласуваат во моментот кога треба, затоа што треба да бараме решенија, додека избегнуваме решението и чекаме некој трет да ни го најде, да идеме до проблем. Така да ние покрај цела таа забава пробуваме и нешто да направиме на крај, како што реков, да индиректно да влијаеме на тие деца кои раснат ова лудо време, не дека ние сме нешто многу пораснати, зрели и паметни, али суштински сме пак академски граѓани и двајцата студираме 4-та година, 3-та година,
Што озбилни студирате? факултети. Стоматологија, стоматолошки Скопје. Јас студирам филозофски факултет, односно социологија, наука која може да ми дозволи Се гледа па не. да Се излезам. гледа, Се гледа, се гледа. И Што би тоа- рекла баба ми, ти кога ќе почнеш да збориш, толку филозофираш што не си го промешал факултетот, ама ич. Сега сакам да кажам, кога спомна филозофски викам, тоа е тоа, тебе ти личи. А мене баба ми кога ќе се насмевнеш сина со тие твои бели здапчиња. Тоа е тоа. Абе, кој поштол си? И мене баба ми кога те гледам супер си. Баба, една е баба, тоа е. Имаме баба. Едни се Ние бабите, имаме не? баба, не само вие. Одлично. Еј, многу ми се допаѓа што на крај испадна муабет за бабите. Ги слушате нивните критики, ве критикуваат некогаш или обично само Леле. ве фалат? Суштински постои тука еден голем проблем, а и Вона веројатно ќе се согласи со мене да не се повторуваме. Има постари луѓе кои, знаете како, они се поискусни и повозрасни, но совет во сфера од која не се разбираш не можеш да го дадеш, па сакал или не сакал тоа да го прифатиш. Ако една баба од 70 години не знае да укуца телефонски број на најобичен телефон кој не е ни од овие смарт телефони, не може да ми каже дека тој Facebook бил штетен за мене. Ние малце сме ајде посвесни, знаеме како тие работи функционираат, меѓутоа совети леле што ставате тоа на YouTube, луѓе ќе ви се смеат. Знаете реакции. Зашто тоа секој може да го види. Тоа ќе ве става таму. Знаеш, малце тоа и смешно од една страна и многу симпатично, меѓутоа совети за животот општо, ако можам така да го прецизирам, и така ако прифаќам од постари луѓе, затоа што колку и нештата да ми се допаѓаат, искуството си го прави свое и просто тежината на еден човек и багажот позади него му дозволува да те посоветува на било која тема, до нас дали тоа ќе го прифатиме или ќе од едно ќе влезе, од друго ќе излезе, што би рекле во народот. Одлично, Ивана, сакаш нешто да кажеш? Не, се согласувам со апсолутно, немам што да додадам. Тоа е тоа. Кажи нешто да не вика само Кажи нешто, муабетот не беше да не биде само Уште ме немате потикнато. Тоа е за бабите. Добро. Тоа е реално. Имам идеја како ќе те потикнам. Ќе Ајде. пуштаме дел од вашето видео, Heads Up Challenge. Појела ме точно срамота. Видеото за погоди кој сум, ќе го пуштиме да видиме само на кратко како изгледа и се враќаме паралелно во студиото да прокоментираме овој нивен начин на работа и пред се забава на сите оние кои што тоа го гледаат на YouTube. Одиме со предизвикот погоди кој сум. И здраво на сите, јас сум Марио. Јас сум Ивона. И добре дојавте назад на нашиот YouTube канал. Welcome back. Црклана да Бог да. И здраво на сите, јас сум Марио. Јас сум И Ивона. добре дојавте назад на нашиот YouTube канал. Welcome back. За денеска одлучивме да играме една многу интересна игричка за нас, а се надевам дека и за вас, а тоа е погоди кој сум, според некаков наш неформален превод. Наша Се надевам игра. дека така се вика. Постои една апликација за Android, веројатно и за iOS, на која ние упишуваме некакви јавни личности и треба да ги држиме вака, имаме нели погодено, непогодено, во текот на играта ќе сватите за што конкретно станува збор. Ние може да започнеме, пред тоа само ставете лайк и претплатете се на нашиот канал Бесплатно е. со клик на subscribe. И Вона ќе погодува прва. Јас ќе уклучам да го снимам екранот во случај да не се гледа на телефонот што всушност се случува, а вас ви интересира, така што може веднаш да започнеме. Гледам возбудена. 2, 1, 0. Пеел една група многу популарна народна пејачка, се појавува и на Гранд често. Молика. Да. Од Foreplay на М2 Нина беше, Јанева. да. Сестри на Ребека. Сестра на Ребека, јас многу сакам. Не знам. Добро. Хелена Роза. Јавна обвинителка. Катица. Да. Сестрата на Лазар Цветковски. Ена, Магдалена. Да. Шоумен најголем во Македонија. Боки. Да. Премиерот. Заев. Да. Градоначалникот наш. Максо. Пејач со која сум скаран многу давно, прв што ме блокна на Facebook по пејач. Бек! Иритантното моје welcome back, кој што ретко кој го
сака. Тоа намерно го правиш, Тоа нели? беше толку спонтано, во една, дури можеме да го најдеме видеото во кое што јас Прв пат онака тоа го прв кажа. пат го кажувам спонтано, нит договор, нит ништо. И почнува да летат коментари како на некој му се допаѓало, некој не видовме дека е онака баш Дека има тоа. реакции и го ставивме И у го секоја видео, ставивме, затоа нели, што- секоја реакција не е за џабе. Знаете да удрите на оние точки Да. кои што Апсолутно. погодуваат и чекај, вратиш што кажеш. Што? Така? Тоа е тој момент. Типа, тоа е Инаку поентата. ова што го видовме е едно од првите, ако не и прво официјално. Не, не е Не. прво, едно од првите од оваков тип на видеа со таа погоди кој сум, но имаме денеска, на пример, излезе вториот дел, па Да. можете да го погледнете на нашиот канал. Со Да подобар си го веќе квалитет. изрекламираме и каналот. Така, јас ќе ви спремам Суштински, фактура. Да, ова видео и не е со најдобар квалитет и со најдобра монтажа, од причина што, пак е повторам, ние се уште сме аматери и фокусот не е целосно ставен на јутјубот, затоа што рековме студенти сме музичари и така натаму. Ова е само едно наше хоби и ќе снимаме се до момент дор ова е, на пример, ни интересно и Гледаме дека не има не реакции. заморува, Да, на да. пример. Так. Затоа што не идеме на таа патетика, се стекнуваш ти нормално, тука се стекнува публика, фанови и така натаму, и сите они никогаш не ви сте најдобри. Да, до моментот до тоа не ти прекин, затоа што е хоби прашање, Да. не е Так, професија. У светот некому ова е Некому е професија и живее од професија, ова, за да. жал овдека. Тоа Не и не е можеш. прашање. Па, знаете како викаат, се оставете времето да покаже. Апсолутно. Никогаш не се Никогаш знае. не би кажала дека ја ќе застанам пред камерите и ќе зборувам сама со себе, додека јас многу често следав јутјубери и би кажала никога, јас си камера Да, да и тоа на застанам многу пред камера. шкакливи теми, што не е пристојно уопшто. Нема шанси се случи тоа. 31 Да. август дојде, продуктивно седевме Ние ко брак да сме на 31 август го памтиме. 31 Да видам тетоважи дали имате со 31 август. Не, јас имам Јас со ова имам, што ама ми не ја ја хейтат, покажа. мисла дека е 69, а всушност е хороскопски знак на рак и татко ми е рак. А всушност И е да 69. објаснеме во емисија да ова се хороскопски знаци Па на може би моето ти само семејство. така маркетиншки кажуваш дека е хороскопски знак. Ама, Никој не ја апсолутно. знае поентата. Да. Еве Ивона ме поддржува, таа подобро те познава. Да, и 31 август и буквално бевме непродуктивни, седевме, пиевме кафе. Ке снимаме. Значи, пак спонтано се собравме. Ја чистевме триумфално. Така. Спонтано. Седнавме пред камери, спонтано се случи Ивона Се и Марио. собираат кај нас луѓето спонтано, да. Ивона, ме интересира како ги наоѓате темите? Пашен човек праша. Сега треба друго прашање за таа да ми одговори. Не лажи. Кој го вчера кажа? Кој го вчера кажа? Кој кажа вчера за Songtek? Што ќе излезе? Говориме за човекот, Значи- после ние ќе Почнување се пред разбереме. камерата. Значи, дел од идеите Марио ги кажува, дел од идеите ја ги кажувам. Јас следам едни јутјубери, тој следи други јутјубери. Таа слики Ники туториал си Джефри Стар и толку. Знаеш, и она сака да снима мейкап на каналот, и го гледаш овој куфер и вика да му го земам на вас, да имам што да снимам. И така. Тоа ќе се договориме после, Васе мора да не работи до крајот на емисијата. Вас се може да направи еден giveaway, на пример. за цел куфер. Да. Куфер, да. Имаш умилено видео од вас? Имам. Whisper Challenge, првиот Whisper Challenge. Не, challenge вториот со- со наркоманот. Не, мене ми е првиот хит. Мене ми е вториот. Затоа што прв пат го правевме, бевме толку Whisper збунети. Challenge е толку- општо многу интересен Да. предизвик. Веројатно го знаеш со слушалки и се надвикуваат Да, да ги погодиш да. од ова и ние се помоđавме од смените си. Марио воопшто не е добар во тоа, а јас Да. сум добра и тоа е Да, е комбинација. пресмешно. Јас сум полуда Наста кога ќе застанам со слушалки, ја ништо нит видам, нит чујам. И само се дерам, она вика фрижидер, ја вика мачка, она вика мачка, ја викам О, тротинет. Ужас хаос. бож. Али е интересно секој Значи природно е тоа, не глумите во Апсолутно. видеото, така. У ниедно видео Тоа е важно. се немаме договорено ништо, се Никогаш што е сценарио, спонтано, никогаш. Да. Супер. Имам еден интересен предизвик, меѓутоа предстои предизвик, сакам да ве прашам музички како стоите, што работите во моментов? Сега како ме гледаат, што ли ќе ни прави овај? Јас се чесувам на шоуто Звездите на Гранд. Оваа сезона, моментално трет круг треба да се снимам, патувам во сабота. Во понеделник снимам за великденските празници, нема да сум со моите. Ето, работата си го Се во Својот, интерес да. на кариерата. Точно Како ти е така. на тоа што прилично голема конкуренција, меѓутоа добро се држиш? Најдобре е што го Па не види како да ти кажам, немам конкуренција. Така. Јас сум пред се искрена и кога ги гледам сите надпреварувачки, може би вака за изглед може да ми парираат нели која е позгодна по која по, али по вокал
ретко која таму може да Он е лабо хороскоп иначе. И тоа може Сега да ми е јасно. се зрачи, знаеш. Сега ми е. Ова ти се природни природна боја или леки? Не, леки. 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 Многу Ева убава мажот ќе ми бојата. каже, видиш, тој не одма. Супер. А Марио ти? Со Јас што се музиката? однесува до музиката, малку го запоставив тој момент од причина што не знам колку се запознаем, учествува во тие еден куп реални шоуа што се случуваа на Балканот и просто музиката некако ја ставив по страна, а овдека знаеш каква е ситуацијата со естрадата и верувам дека и ти се соочуваш секојдневно со проблеми од тој аспект затоа што немаш никого да викнеш во емисија, никој нема нова песна, нема пејачи више тоа се. За некој чудо периодов има, да ти кажам. Некако баш вчера ни беше Викторија Лоба на гости и свативме дека две некако се подобруваат условите до некаде. Не знам, тоа ако сакаме да си фантазираме, да си Да. правиме бајки да се тешиме, можеби. Ја да поздравам Викторија Лоби, многу ми е драго што така размислува, меѓутоа ете, треба сите заедно тоа да се потрудиме малку да го поттикнеме. Јас израдов, например, бевме на отварање, исто Викторија Лоба беше пред некој ден на една телевизија друга, национална, каде што видов еден куп пејачи јавни личности кои всушност сум ги заборавил, многу ми беше криво затоа што они беа хероите на моето детство. Јас ги слушав нивните песни, мечтаев да бидам како нив, а сега седам на иста маса со нив И и не само ме се чудам предизвика. дека и двајцата сме на исто место. Да. Разбираш, патиштата не водат сите таму некаде, затоа не залудно Ивона на Грант и пробува да стане актуелна малку на страна, не сакам да бидам негативен во однос на тоа, меѓутоа се надевам дека нештата ќе станат подобри, се надевам дека се почесто ќе почне да се произведува не само македонска музика, него просто луѓе од Македонија да просперираат било каде на било која поле и во било која сфера, не мора тоа да биде македонски јазик и не мора да се тепаме со квази патриотски приказни дека јас сега македонско ќе снимам, никој нема никаде да ме врти, никој нема да ме слуша. Просто само треба да функционираме, барем тоа македонското од нас да остане, нешто да направиме, да не памета дека македонците се талентиран народ или земја. Одлично. Која ви е омилена песна? Лично, мислам, сигурно имате Лично? различна, да. Mercy, Shawn Mendes. А Бора тебе? Келоу, Карди Би. Одлично. Добро, вака се, имаме еден предизвик. Од режија ќе ги замолам да ни пуштат било која песна во позадина, не многу гласно, меѓутоа малку да не буни тој нов звук. А вие ќе треба истовремено да ги пеете вашите омилени песни. Леле. Cool. Каролина Ова имаме што во го правиме позадина. една, иначе иста варијанта со слушалки иде една песна, а ние надвор пееме друга. Тоа беше Али може да сменам затоа што оваа се рапува мојата. Може друга да Беше сакаш, ајде. Друга. Ајде. Тоа на мој сакате малку погласно од Каролина за малку да ве буди Ајде, што нека повеќе? иде погласно, Може да малку не буди. погласно од Каролина. Ви давам јас знак. Значи истовремено се концентрирате и ја пеете вашата песна. пресмешно. Договорено? Ајде. 3, 4. Задолиш ме најгору, обичаш ме. Ова не Може. То роби. Само То фокус во роби. една точка. Ајде. Задолиш ме најгору, обичаш ме најболju. Сваком живота колико може поднети. Епа Марио победи сега, тоа е Од тоа. втор пат не. Честитки господине. Благодарам, каде поклонот? Поклонот те чека на излегување од Важи, студиото. договорено. 3 чаши полни вода. И онака ожедно. Васе, докаде сме, само да прашам? Јас само што завршив со дело од очите и сега работам на кожата малку, па ќе се вратам пак на некои детали. Добро, ти давам уште 10 Добро, минутки, добро, може би и помалку, добро. за потоа да завршиме со твојата. Добро, Договорено? готово може. Ајде, така. Еве, гледаме делот, процедурата како се шминка, а во другиот дел, веднаш до вас Гледаме како се пее, се вторите вика, се гости. све. Да. Не е баш лесно да се пее додека некој друг ти пее и додека Воопшто. третон пее, нели? Тоа не е, знаете кога ќе пееме, например, се собираме другари, седен ка некој и некој ќе почне да пее. Доволно е само еден да ти се уклучи, да се приклучи што фалшира или иде у некој друг тоналитет, да се збуни истата песна, истиот ритам, све само да иде у фалш еден, а некој да пее друга висина. Например, ја Ивона, она има многу висок глас, јас сум баритон.
И на пример ние кога ќе почнеме да пееме некоја песна, мора еден прв да почне, за вториот да се приклучи со терца или некој бек вокал, затоа што просто невозможно иста интонација да фатиме нормално со скала подолу. Но на пример имаме така ситуација често кога правиме лајвови едно друго, пеете заедно, правите ова, правите она и пробуваме сами на себе си се смееме колку ствари тоа е збунувачки, особено кога иде и Каролина позадина пеам тој со Шон Мендес и таму паметно и луда. Па морав нешто да ви направам. Сега цело време смислувате. Не даде идеи уствари се и за видео. Сега може и за видео, да. Ова да. може да се употреби. Супер. Urban Tag Challenge. Urban Tag Challenge, може така да го насловите, да. Сите твои предизвици ќе ги собереме до сега што си ги правило емисии, ќе ги направиме едно видео. Urban Tag Challenge. Супер, одлично. Кој ви се допаѓал најмногу? Па мене ми се допаѓа 90 секунди што го правеше 90 со секунди. Стефан. Тој го прави со јавните личности кои ги кани, но ми се допаѓа и овој формат на емисија како нели гости и просто тоа постои мислам во светот и во тие светските емисии, меѓутоа во Македонија е нешто ново и е многу интересно за пред камери за телевизија. Одлично и позабавно е за сите, навистина сакаме да пренесеме на убава енергија, посебно после напорниот работен ден. Ивона, имаш ли чувство дека со вашите видеа и вашата работа влијаете на размислувањето за одредени теми, секогаш сте дискутабилни, луѓето ве коментираат, каков е фидбекот до сега? Се јавуваат луѓе кои што се согласуваат со нашите ставови и размислувања, се јавуваат и негативни критики, хейт коментари, нели? Но во главном битно почнавме, нели? Самата од негде мораме да почнеме за промената. Ние сме едни луѓе кои што почнале со таа промена и апелирам сите кои што размислуваат на ист начин како нас, јавно без влакна на јазик да зборуваат затоа што нема ништо лошо во тоа. Само можеме да нешто позитивно да се каже. Да се каже. Добро, ние повеќе сме брутални во однос на например да не викне некоја емисија на Facebook, на Instagram, затоа што пак ќе речам YouTube сам цензурира одредени содржини за кои не сме таму да се збориме и ние ги почитуваме строго тие YouTube правила. Меѓутоа, од аспект на тоа дека стварно се трудиме во еден момент да бидеме пример, иако јас стварно колку и да сум сакал да бидам популарен, влијателен, навистина не сакам да бидам ничи идол, затоа што сметам дека секој позади себе има некаков валкано минато кое не треба да биде баш идеализирано, а доколку слепо те следат, се случува хаос. И затоа сметам дека луѓето не треба да имаат идоли, треба да бидат идоли сами на себе и да се градат благодарение на нечие мислење кое може да го сметат за релевантно. Која ви е омилена тема на која што сакате да дискутирате, можеби кај нас се уште е табу? Имаме тука ние, особено пак се навратам на тие лајвови каде што ни поставуваат директно прашања. Тука се упрашање и имаме често стигаат до нас коментари од вулгарни аспекти. Мене ме навредуваат како хомосексуалец, неја дека е дебела, дека е ваква, дека е таква и ние сакаме да дискутираме на тие теми. Не ги одбиваме, не ги блокираме тие коментари туку така, него се навраќаме на нив и објаснуваме што значи во 21 век да се биде хомосексуалец. Зошто во 21 век некој е дебел? Зошто некој е преслаб? Зошто некој боледува? Зошто некој разноразни теми кои се можеби табу се уште за жал или среќа у Македонија, јас не знам што се дешава, али веќе 2 века уназад се збориме дека нештото ни се табу и понатаму ни се табу и понатаму никој не прашува и никој не зборува. Не дека тоа е тема која не знам колку треба да се форсира, но и дека како треба да се расправа, затоа што настануваат проблеми, луѓето слепо ги посматраат работите, се влечкаат и навистина израснуваат во едни лоши генерации кои немаат никаква иднина. Ивона, ќе се согласиш ти? За жал, или само ги не клима? За жал така е. Веројатно луѓето кога сакаат да иритираат, очекуваат дека вие ќе се повлечете. Меѓутоа, ми се допаѓа моментот што се задржувате на прашањето и на темата и јавно дискутирате. Веројатно само вака сите ќе научиме како може да се биде своја и истовремено да се остане на тоа дека ќе правам тоа што мислам дека треба лично да правам. Апсолутно. Исклучително јас сум за тоа луѓето да го прават во тоа да го прават тоа што се најдобро чувствуваат, да се чувствуваат
убав во своја кожа. Јас не ќам форсирани работи. Јас кога ќе седнам на кафе, кога ќе нема да ми одговара персоната која што седи до мене, јас не наоѓам, не можам веќе да седам и станувам. Јас сум од тој тип на луѓе кои што не можам форсирани односи. Тоа бидовме опасно слични од тој аспект. Сакав да се надоврзам на прашањето од претходно. Постои еден калуп во нашето општество каде што ако не се приклучиш на таа маса на луѓе, автоматски биднуваш отфрлен, биднуваш смејуван, омаловажуван. Да, тоа се случува на деца кои одат во основно, во средно. Меѓутоа сите ние растеме, поминуваат тие детски будалаштини и доаѓаме на возраст која сум ја, например. Сега 22 години имам, сега ќе наполнам 23 и јас со главата си размислувам што правиме со себе, што правиме со општеството, што правиме со тој калуп каде што јас не сум сакал да се приклучам. Дали се уште ќе би да ми смејувам? Јас не дозволувам никој да ми се смее. Јас не сум будала затоа што снимам глупости на YouTube. Ќе кажам глупости затоа што така карикирам, така народот милува да ги нели каже. Некои работи се толку известени од колосек што просто доброто станува лошо. Тамара има песна "Врвот е дно, а доброто зло", како многу убаво кажано од аспект на тоа што овде кога ќе се изместат работите од колосек, лошите работи биднуваат традиција, добрите работи стануваат табу тема. Тоа е просто невозможно. И за се тоа не се дискутира, никој не се бори. Кога се бориш ти си луд, ти вака ќе те протеруваат од држава. Но од друга страна, на пример, видеото Глупи вицови, кое што на нас како некој серијал, толку добро помени, толку добро го прифатија. Ние не очекувавме, исто седнавме спонтано да го снимаме. На пример, луѓето се смеат. Ние и на нашето во некои видеа и кажуваме која ни е целта, да се забавуваме, нели пред се ни е хоби. Успеваме да ги насмееме луѓето, успеваме ние нашиот хумор после напорниот ден како денес кога што седнале после работата да ја одгледаат емисијава, така и на YouTube ќе најдат на видео, ќе се насмеат затоа што шириме таква енергија, да не ги се критикуваме нели луѓето. Јасно, да не апсолутно. Многу видеа никогаш не излегле, на пример, затоа што сами ќе го погледнеме и ќе сватиме ние сме мртви, нам не ни интересно, не ни беше интересно друго снимавме, ако го пуштиме ова само залудно пуштано видео, као бројка, обична бројка. Така. Статистичка грешка, јас како милувам да кажам. Така што се трудиме да не глуматаме, него у моментот кога сме расположени, палиме камера, смислува идеја, тражи по интернет. Не сме ние, него кроиме ние нашиот канал од аспект на автентичност, затоа што сите тие предизвици кои ние ги правиме, не сакам да си ги земам како своји, да бидат напротив, тие постојат во светот. Јас ги превземам и ги прилагодувам на нашите можности, на ситуацијата во која се наоѓаме. Ги малце реконструираме онака да не бидат дебидус copy-paste и нашата енергија ја емитуваме преку тие челенџи. Значи, ние сме најбитните, а потоа тие предизвици. Супер, обично викаат дека музиката секогаш е добре дојдена. Може нешто на кратко еден рефрен онака заеднички, истата песна овај пат. Ајде. Полско цвеќе млад нека ме покрие, душа нек ми љубат облаци, кога не ќеш ти. Камо среќа да ми изгаснат очите, ако врз тебе се послани туѓи бакнежи. Дечки, фала ви за разговорот. Јас уживав, се насмеавме и се критикувавме. Благодариме на поканата. Пред се бевме искрени. Мислам дека тоа е најважно, нели? Без влакна на јазикот. Да, без влакна на јазикот. Сакате да ви испратам или сакате да останете до крај на емисијата? Ќе останеме до крај. Ајде, да гледаме Васе. Супер.